Десетина дена до стартот на грејната сезона во Скопје. Граѓаните се во очекување на новите цени, но и на условите кои ќе ги наметне новото предпријатие под капа на градот Скопје, кој што ќе преземе мрежата на БЕК. Што ќе значи ова за цените и услугите? Разговараме со председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Господине Бислимовски, дали градски енергетски системи веќе доставија барање дозвола за лиценца од Регулаторната комисија? Во овој момент не е стигнато официјално барање до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Во текот на септември доставија барање за информации за потребната документација која што треба да достават до Регулаторната комисија за енергетика. Ние по тоа барање одговоривме и во наредниот период очекуваме да достават официјално барање. Дали ова ќе влијае на цените? Зборуваме за цените, бидејќи тоа е цената најмногу ги интересира граѓаните. Значи, ние, доколку издадеме лиценца на новото градско предпријатие за вршење на оваа дејност за дистрибуција на топлинска енергија, производството и снабдувањето ќе си останат како и до сега. Но во постапката за издавање на лиценца, ние ќе водиме и постапка за одземање на лиценца на БЕК. Значи, тука ќе треба да ги видиме и видувањата на БЕК, бидејќи тие поседуваат лиценца која што треба да трае 35 години, издадена од 1 јануари 2013 и треба да трае 35 години, значи тоа е негде до 2048. Имаат и одреден договор со популарно нареченото предпријатие ПУИК, значи во таа постапка за одземање на лиценцата ќе треба да го разгледаме и тој договор и неговата важност и правосилност, имајќи во предвид според оние информации ние што ги добиваме од јавности, со кои што располагаме, дека град Скопје овие основни средства ги префрлува кај градски енергетски системи. Така да тоа ќе се биде постапка, таа е вообичаена постапка, која што сме имале во изминатиот период за многу лиценци, имаме издадено преку 200 лиценци до сега во Регулаторната комисија за енергетика и она кој што ни е најбитно во целиот овој процес е квалитетно снабдување со топлинска енергија, така да граѓаните на градот Скопје да бидат мирни и спокојни. Единствен критериум по кој што ќе се носи Регулаторната комисија за енергетика при издавањето на лиценцата е граѓаните да се добијат квалитетно снабдување со топлинска енергија и да нема никакви прекини во снабдувањето со топлинска енергија, што впрочем е и наша законска обврска тоа да го спроведаме. Како регулатор ве прашувам, ако инсистирате на квалитетот, зошто тогаш ова се случува во ек на грејна сезона? Зошто градот решава сега да го преземе БЕК? Зошто тоа не го направија во летниот период кога не се користеше грејњето? Предпоставувам дека сега успеале да ја завршат цела процедура во однос на префрлувањето на собственоста на основните средства. Инаку и да се случи во грејна сезона, веќе еднаш тоа искуство го имало во нашата земја. Во декември 2012 е одземена лиценца од топлификација дадена на БЕК дистрибуција и така да и тогаш немало никаков прекин во снабдувањето со топлинска енергија, немало никакви проблеми, така да и сега не сум сигурен, туку едноставно тоа е единствен критериум кога при носењето на оваа наша одлука за издавање на лиценца. Значи мора да има сигурност во снабдувањето со топлинска енергија. Било каков проблем кој што би се појавил, кој што би го загрозил снабдувањето со топлинска енергија, ќе значи дека ние ќе водиме сметка во оваа постапка за издавање на лиценца. При тоа ние градски енергетски системи се разбира дека ќе ги обврземе да обезбедат и соодветен кадар, соодветна тие веќе објавија оти земаат кредит, ќе вработуваат нови над 100 луѓе, затоа јавноста беше збунета кога ќе заврши оваа процедура, кога сме на прагот на грејната сезона и зошто овие формалности не завршиле и не се реализирале. Значи, ние во овој момент веќе имаме одлука за цена, која што се применува и која што во изминатиот месец беше обжалена од страна на БЕК и таа одлука беше потврдена од Управниот суд. Значи, Регулаторната комисија за енергетика во однос на цената е на чиста страна, бидејќи одлуката ни е потврдена и од страна и на Управниот суд,
а најавите дека ќе имаме пониска цена на топлинска енергија, ќе видиме, Што најверојатно да очекуваат новото Скопјани? предпријатие ќе треба да ни покаже начинот на работа, може би ќе зголемат ефикасноста, но ќе видиме. Пред се ние треба да почнеме постапка за издавање на лиценца, во исто време и постапка за одземање на лиценца и ќе видиме што ќе понудат во таа наша комуникација представниците на градски енергетски системи. Додека чекаме дали ќе има корекција на цената на парно грејење, тоа што може да се знае е оти корекција на струјата нема да има. Последната корекција беше во август. Дали може би енергетските компании веќе доставија нови пресметки до вас? Вообичаено и согласно нашите подзаконски акти кои што ги носиме, предпријатијата се должни да ги достават своите барања за цена во средината на месец мај. Оваа година тоа го направија за прв пат МЕПСО, ЕВА кој што врши дејноста дистрибуција, односно тоа е ново предпријатие електродистрибуција и ЕВА на Хоум. Така да нашите цени се определени, се случи една раритетен случај во регионот. Ние сме прва земја која што распиша тендер за избор на универзален снабдувач. Тој универзален снабдувач се избра. Снабдувањето со електрична енергија од 1 јули го прави ЕВА на Хоум. Ние немаме никакви поплаки од граѓаните. Една сериозна реформа беше изведена без било какви проблеми, без било какви пропусти од страна на регулаторната комисија за енергетика, но и од страна на новото предпријатие ЕВА на Хоум. Единствено ново што е за граѓаните е што добиваат на фактурата стои името на новото предпријатие. Порано беше ЕВА, сега стои ЕВА на Хоум. Така да знаеме, имаме веќе искуство во спроведување на овакви реформи во делот на електричната енергија, значи немаше никакви проблеми, цената на електричната енергија не се промени и е стабилна, така да истото ќе го направиме и за во делот на топлинската енергија, да никој да нема дилема во тоа. Господине Бислимовски, ви благодарам за овој разговор што го дадовте за Алфа телевизија. Благодарам и за покана. Го слушнавме ставот на првиот човек на регулаторната комисија за енергетика во однос на цените на горивата, на струјата, но и на парното грејење, тоа што ги интересира скопјани на стартот на грејната сезона која е за некаде од прилика за 10 дена. Зависат условите кои што ќе ги постави новото градско предпријатие под капа на градот Скопје, градски енергетски системи, кое што до овој момент се уште не поднело официјално барање за лиценца до регулаторната комисија за енергетика.